ми се јавуваат за кастинг. Бев втора смена на работа, бидејќи работев во кафич. Направив 7 макијата, нема да го заборавам тоа. И ми се јавува кастинг директорката и ми вика: "Шо правиш?" Макијато? Ми вика: "Доби улогата." Која улога? Ми вика: "За Марковски, вика, за серијата, сега што беше на кастинг." И вака само седев со макијатата, ги оставив и стоев уместо 5 минути, не можев да се не знаев како да реагирам. Се појави хомосексуалност, мислам конечно луѓе време беше да се појави една таква серија каде што се обработува таа тема. И многу американци ми пиша инаку после тој пост. Ме повикаа на некој, како се вика тоа, некако Scary House, за да бидам гостин, само го изигнорирав, тоа бев кон не. Морам и ова да го кажам, добив едно видео од еден американец кој што ми прати како се движи како nurse. И ми пиша: "Do you like it?" Така седев го гледав и само реше: "Delete. I don't." Ти си више на Јас сум земја. каскадер. Она знае дека за да го одговорам на ова прашање ќе треба малку повеќе да раскажам, но бидејќи немаме времето што треба да ја одам на предпремиера, нема. После ова прашање на предпремиера. Не, гледај, као Чекај, ќе отвориме па ќе Ајде, прати. отварете. Ајде, клапа. Хе-хе. Вие гледате Дебели Гикови. Знаеш што заборај? Не, Спонзорите таму позаду ги знам. Ајде да видиме колку ги знаеш. Одма ги кажам. Одма. Дека да чекаат долги муабети. Само се заборам на беше трезва кој што повторно го обезбеди овој прекрасен простор, може да снимаме уште една подкаст епизода со нашата гостинка која ќе кажеме за кратко. Само се заборам на Бенто Блумкеј кој што ги прават најубавите мали бенто торти кои што се 24 и треба да направи девојката од кадрова една тортичка да пробаме Крај на сезона. И за крај на сезона. Само се заборам на Goblin Games, најголемата најубавата програма за друштвени игри, Magic the Gathering карти и секакви останати trading card games кои што годинава сваат 25 години постоење и ако идете Goblin и кажа дека дојдете преку нас, може ќе добиете попуче. Само заборам на Red Bull Македонија кој што не напива со Red Bull и дава крилја и само заборам на Fat Kitchen кој што и оваа епизода не напива со храна која што е специјалитетот е шварма и нашите најнови пријатели од Вел Нео и масажерот кој што го гледате од вашата централна долна страна. А на гости пред да отвориме и јадењето ни е Тамара Ристоска без В. Така е. Добро е. Овеле. Вежбаш? Ей, знаеш дека оваа сезона со презимињето добро ми иде? Да. Па дури си мијат. Да. Здраво, Тамара. Здраво, другари. Добра си? Одлично. Баш ми е мило. Кога Ќе јадеме? Uvek јадеме. Тамара Ристоска, најдобрата пријателка на Сара Ристоска, ќе кажам, Климовска. Исто е. Сара Климовска, која што преку нејзата договоривме и она ти рече дека ако дојдеш на подкаст ќе јадеме од Fat Kitchen. Точно, да. Она ми го каже тоа. Само не ми беше јасно дали на почеток или на крај. Оваа гозба, али не, апсолутно. Јадеме одма? Или ја треба да го скршам разот? Не. Како сакаш. Ќе Тоа е новиот специјалитет од кај Fat Shawarma, тоест Fat Chicken Shawarma. И е како многу... да не го покажам, а не, треба да го ugrizам за да го покажам. Што да покажеш? Швармата. Швармата. Леле, безобразно. Немаме фокус, ке ми измислиш. Не, но пачке го открив, само работа. После ќе ти кажам кој ми кажа. Се знаете со личноста што ми кажа. Мистично. ППП. Епепе. Се враќаме после мезање. Јадење. После мезање. Некој месече, некој јадеш. Ти земи си... Сака Red Bull? Па, дечки, нема Ако да го сакаш. одбијам, да, нема да го одбијам. Може да ми дое добро. Изволите. Прекрасно. Ви други дали се поводни или сте се? Исти се. Исти се. Не, тие се поводни. Дај. Дај, добро зеро. Дај пол, сака. Оп, не, дај го другиот, уште поводен. Не, добро, ладан. Не, окей, дечки. Оси ме разбуни, брат. Тоа што кажавме, на гости имаме Тамара Ристоска, нашата позната актерка, глумица, но официјално одамна сме немале, па не знам дали сме имале колега подкастер. Сме имале? Да, бе, гоц. А, добро, да, Гоце. Добро, Бобо од ГГ. Добро, не, зашо не си ни прва колешка подкастерка? А колечка, не, и Колечка? Јанекта беше. Да. Толку не трае меморијата. Кој Гоца извината само? Гоц. Горас Цветков. Горас Цветков. Горас. Гоц. Не, Гоц си. Да, јасно, добро, Магалено, Горас знам Цветковски. како Горас, да.
Ни кажа дека ти сакаш да не прашуваш на почеток прашања, така да ќе освоиме малце концептов и ќе почнеме со твоите прашања. Не, па искрено види, прв пат сум на подкаст, првенче сум, така да ми е супер, обично сум била од другата страна, со тоа што јас кога почнав подкастот, тоа беше 2021 година. И беше аудио подкаст. Значи немаше видео. Сега у последниве 2-3 години немам видено некој подкаст кој што има само аудио, обично се со видео. Нема, знаеш дека? Нема, мислам дека. Нема. Ние кога почнавме требаше да почнеме аудио иначе. Требаше да почнем само аудио? Да. Добро, да, со тоа што значи јас го почнав 2021 и мислам дека тоа колку беа 3,5 години. 3,5-4 фактички. 2024 ми беше првиот видео подкаст од Тамара Котевска и тука заврши целиот проект на Europe House подкаст. И она што е многу забавно, имав една потреба константно да истражувам за луѓето кои што ги викам, со тоа што многу често беа уметници, беа од урбаното живење, ма беа и нешто блиско до мојата професија, дали се тоа глумци, дали се режисери, дали се сценаристи, кастинг директори и тоа се. И ми стана многу забавно со тоа што не ми се верува колку последниве 2 години почна да излегуваат милион подкасти. Така да сакав првен да ве прашувам вас, мислам да не го водам за ја подкастов, него чисто дечки, кога го почнавте вие? Како го почнавте? Кога се роди идејата? Колку подкасти имате на годишно ниво, например? 30 плюс епизоди се у сезона. 33 30 плюс, сега нека се 32, нека се 33, нека се 35. Не, 33 ќе бидат. Добро, ваа ќе бидат, да. И втора беше 33. Толку е па 33. Горе-долу, плюс минус. Добро, и кои Пошто? и гостите, као таргетот кој вие исто така, тоа сакав да ве прашам. На времето, као да ајде да го... Кажи го ти. Сакаме така малце да шириме таа поп култура. Во Македонија со тоа што прва сезона ни беа стрипаџи поише на гости, тие што цртаат, сценаристи, Супер. такви ствари. Втора сезона ни беа на почетокот фативме board games, луѓе што прават board games, што се занимаваат со board геймови, и решивме од оваа сезона да почнеме малце да викаме и глумци, и урбани ликови, како да. што ги кажа ти, така да се тераме така. Види, дел е за овој подкаст се почна уште многу одамна од мене лично, која што требаше да биде со тотално различни луѓе, со тотално различни идеи, но секогаш моментот беше немаме како да купиме никаква опрема, никаде, ништо да правиме ништо. Пред 2,5 години нешто така му доаѓа, Радио МОВ имаат отворен конкурс за пријавување на подкасти. Да. Меѓу време се запознав со него преку Инстаграм. Јас следев сам работев на една Инстаграм страна која што беше за поп култура, која што е денеска ова. И бев као, ајде да пробаме да правиме, гледам дека имаме комуникација, да пробаме да правиме нешто. Ја во меѓу време кршам нога, искача од Радио МОВ конкурс за пријавување на подкасти и него викам да се пријавиме, пријави се што. Ми стига мејл толку и толку саат, тој и тој ден на состанок за пичување на идејата. Јас ја гледам многу во чизма онаква. Му викам на него, он не може негде на пат беше, не можеше да Да, отиде. не ми теќе Што да правиме, како да правиме, да одложуваме, викаме глупо е да одложиме. И се јавам на една другарка моја, викам, Цуци, може ли да ме носиш? Дали си нормален? Не, дали може да ме носиш? Хајде ќе те носам и до кисела вода, небитно. Дојам кај Радио МОВ, кај што е зградата, отворам врата, сваќам дека треба надоле да идам по скали. Имав едно 5 минути, одеја по скали. Што не се симна на газ? И ја пичувавме идејата, имаше поише луѓе што пичуваа подкасти. Свативме дека, јас сватив дека многу добро ја испромовирав и дека на луѓето многу добро им се допадна. И почнавме технички од декември. Требаше аудио подкаст да биде. Доаѓаме, не гледа тие техничарите. Чекај, декември, извини, која година само? 2023-та? Втор, не бе. Не, трета.
Да. Значи ние сме воделе паралелно подкаст тогаш, фактички. Не, 20 декември 20 24-та. 24-та? Да. Не бе. Ми доена Мекицика и Антони? Да, ама не правевме подкаст тогаш. Не правевме? Не правев. Но таа ман кога си завршил, да. тој Знам. празен дел. Знаевме дека ќе заврши. Празен Знаев дел. дека ќе заврши. Фали подкаст. Да. Чекај. Да се откажа подкаст влагај овде. Ние сме. Да, затоа што не се појавивте само вие, него се појавија многу подкастери. Многу почна да се развива културата на подкаст. Кога се појавивме, ние баш тогаш се појавија доста многу подкасти, ама и со текот на годините некако се редуцира. Да. Сега више си достанаа тие тврдокордите што успеа да издржат тој првиот бранд на подкасти, така да мислам дека ние успеавме во тоа. Ви работата во тоа што технички ние сме подкаст со тематика. Многу малку подкасти во Македонија имаат специфична тематика која што сака да гурат напред да прават според тематика подкасти. 90% се естрада, ама 90% многу досадна естрада. Ние си промовираме и фураме поп култура и култура, така да многу ни е драго што имаме одредена публика за која што го правиме ова. Мислам, генерално нашата публика е 18 плюс, не следат деца, што дали е добро или лошо, не знам, али 18 плюс е генерално. Gen Z фаќате, тоа е добро. Gen Z фаќаме, да, јас сум Gen Z. 2000-та се роден. Стварно си Gen Z. Прави правилно да се улави со Джензи. Не сум правила подкаст со Gen Z. Али добро, супер. Многу јако што имам истражување дека на подкастов само една девојка има дојдена што е помала од мене. Само една. Емче? Не. Како се ка Гаја. Помала од тебе, да. 2002 мислам дека нешто така. Друго све постаро, така да Одлично. детето прави подкаст. Детето со 26 години. Ти како го почна подкастот? Ај сега да видиме, ај сега. Од другата страна. И предпоставам дека кај вас било малку потешко, бидејќи ако било со собствени средства, предпоставувам дека тоа целото за реализација не е едноставно. Јас некако дојдов, се беше наместено на масата. Буквално ми се јави. И кај нас, тоа им благодариме на Радио Мов Ептен затоа што влеговме и ни кажа снимајте се е наместено. Не беше добро, ама сепак има. Абе сега за старт беше супер. Значи имавте опрема, тоа е важно. Да, све Дивна. имаше и студио, има уште, гледам уште дека снимат умо. Да. Да снимаат. 2 камери, Добро, 3 супер, микрофони, супер. значи беше опремено за да се почне да се снимат. Да, техниката е најскапа, што е многу нормално. Така да сакам да кажам дека јас ваму некако се ми беше, јас мислам со тоа што јас морав да ги концептот беше мој, идејата за гости беше моја, доаѓав таму, договарав термин, имав тонец, кој што ми местеше микрофони, не знам, ми местеше исто така и водичка, кафенце, се, само ја доаѓав, ги анимирав гостите, имавме подкаст кој што траеше, кај мене беше време трењето малку ограничено, 30 до 40 минути макс. Затоа што мислевме тогаш дека како да луѓето немаат доволно капацитет и концентрација да слушаат аудио подкасти. Со тоа што и не беше така, затоа што статистички некако се покажа дека луѓе знаат да си пуштат во кола, знаат да, не знам, ќе зачистам нешто подома, па ќе си пуштам подкаст, бидејќи немам потреба да го гледам, него е само слушање, знаеш. И после тоа некако ја покачив таа минутажа, нешто до 50 отприлика. Од 50 минути стигаше подкастот, али сакам да кажам дека се докажа спротивното. Апсолутно луѓето има капацитет да слушаат аудио подкасти. Се до моментот кога почна видео и кога веќе, знаеш, некако имаш потреба да го гледаш заговорникот, имаш потреба да видиш како реагира и тоа се. Истражевме со негов пријател дека колку и да е видео момент сега популарното, многу луѓе пак и не го гледаат видеото толку многу. На многу луѓе им оди све ова у позадина. Зашто се прави видео? За првите неколку минути да видиш
кој е, што е, како е облечен, како е поставен едно друго. После 2 минути само го минимизираш и го слушаш едноставно. Кај аудио подкасти помалце се кај нас слушани специфично што прво луѓе сега да го видат човекот. Они ќе си го слушаат нормално и до крај ќе го слушаат, ама право си. им фали она блискоста и човечноста што сакаат да видат моментот. Што се најако до овој момент свет црно да продолжи ова. Ја видовме која го стигна. Ја мислам дека во овој момент видува што видува и после ова нека продолжува. Се гледаме на Spotify, дечки, таму ќе не слушат. Па на Spotify бев уствари, да, ќе. Иначе муабетот ја епизодата со Дритон и со Ана ја излеав идење до ја изслушав идење до продавница. кратко траеше тоа. Као не Сваќам, разбирам. Блиско ми беше продавницата на 10 минути од дома и као 2 дена си ставив као слушалки, отидов се вратив, следниот ден отидов ги дослушав и се вратив, толку беше. И како ти беше? Ти беше забавно? Супер ми беше, топ ми беше, да. Дали не знам дали до гостите, не ако дали до тебе као водителка, дека само тој го имав ја слушано од подкастот. И многу ми беше ама ми фалеше тој дел на видео. Па, разбирам, затоа и не функционираше повеќе видео подкастот мој. Затоа моравме да почнеме тој дел аудио, извинем. Да ги видам Ана, Дритон, тебе. Сваќам. Разбирам, и атмосферата, енергијата. Да. Иначе ние на Spotify си играме. Као аудио сам. Не, видео. Видео е да, ама можеш да го заклучиш телефонот, да се слушаш аудио сам. Ништо саќе можеш да ги слушаш сите. Да. Задачи имам, таски имам. И може да ми ти исти може да Тоа е убаво кај Spotify што генерално можеш и видео. Например, Джо Роган кој ше специфично само на Spotify, он е сепак и најслушан и најследен и најпознат. Кај него гасење е Spotify. Кај нас не е толку интересно што не е доволно платено, као едно слушање 0.00001 цент и ништо не добиваш, ама сепак интересно е дека може да си го заклучиш да минимизираш место ако не плаќаш YouTube премиум. Не можеш тоа да го правиш и тоа е интересно. Ја не сватив на Spotify кај се гледа views. Колку? Не можеш да гледаш. Не Можам можеш да јас само да гледам. Да. Не, тоа ми е малце, не знам. Шо ти? Знака бе, да си видам, на Spotify имаме 30 views. Да, убаво е статистички да видиш кој подкаст кој ти го гледал повеќе, кој помалку, знаеш, и од тоа знаеш и каков, мислам не каков таргет, но знаеш, мене ми беше многу важно, морам да признавам. Доста прашував и колеги, мислам не само колеги, прашував и обична публика дали е ова забавно, дали сакате да го слушате или не сакате, што мислите дека треба да сменам, бидејќи јас бев многу аматер во целото тоа, никош претходно јас не сум водела подкаст, ниту пак знаеш како важно беше дали ти е радиофоничен гласот или не ти е, со тоа што ние како глумци не сакаме да се слушаме. Но имав онака баш доста позитивни коментари и знам дека рендом луѓе ми доаѓа дали ќе се сретнеме на различни настани, кој го слушав подкастов, например, не знам, со Наталија. Као супер подкаст. Знаеш, супер ако ќе ти дојде него ќе ти каже рендом, имаш супер подкаст, баш мислам го слушав 30 минути, него не знаеш човекот, ама задржило внимание, така да. Тоа преска нас се деси еден дечко седеше тука. Ние нешто мислиме едно друго. Дали ги кој ќе снима сега? Не позна. Ама убаво ти се пуни срце. Значи не го знаеш, рандом е. Не битно дали он те следи или не те следи. Ама те знае, има нешто видено, баш ни кажа, ја гледав епизодата со девојката од 5+. Аха. Со Сара. Со глумицата и Со глумицата. Од 5+ фамилија, леле. 5+. 3 години имаше кога го снимаше тоа, да. И ми текна како, викам со Сара Клиримовска, да. Не знам бе Сара од 5+. Не, Сара и песни има пеено 5+, колку што знам. Дечки, тоа беше на Много одамна тоа. Ама во старите ли во модерни бе 5+, на мрата што? На почеток кога почна, мислам на почеток. На почеток кога почнаа да прават епизоди со глумење со глумци. Иначе 5+ си после не знам дали одамна уште. Да. На Телма беше со Одамна, Мина, мислам дека девојката се ли каже. Не ги знам тие.
Со Петко, со јавување по телефон, ова, Она беше, мислам дека прва година или втора година на факултет. Да, окей, супер. Прва или втора година на факултет која почна со Петко снимање. Ако добро памтам, да. Знаеш, не прашавме за Петлус. Можам јас да зборам ако сакаш. Да го раскажам незиниот професионален живот. Имаш... Така завршува епизодата. Аха, Слушај, кога иде во фейдал кога иде. Станува. И вика, ќе ми раскажува Тамара за мене. Вика, Тамара, абе не одам денеска во Белград. Ти, знаев дека нема да идеш, знаев дека не те одбам. Иначе Петко имаше најдобра песна. Во едно градче. Мене многу ми се свија тие што ги преработуваат старите македонски некои песни. Диско не стари да кажам, ајде да. Да. Преработува и Раце горе од Сафија има Така. преработено и најак ми беше син ми не ја знаеше таа од 5+. Он ја знаеше Раце горе у кола и со креање Раце горе све. И на телевизија нешто гледаме 5+ почна Раце горе, он ритамот го фаќа и само слуша и само број. Што е ова? Тато и сега треба му објаснам. Ова е вака. И толку беше. Па си продолжи со Раце горе, да си прави. Еден друг проект кој што тебе ти има технички одбележано и ти е меѓу првите интересни работи е фамозната серија Фамилија Марковски. Кажи ми, какви спомени имаш ти од таа серија? Чекај, тоа ти е прво појавување на телевизија? Да, дечки, тоа беше прв проект после дипломирање. Значи, ја дипломирав 2017. Тоа беше многу забавно. Значи, имавме дипломска. Дипломските на факултетот за драмски уметности најчесто се доста голем спектакл. Што значи тоа? Завршуваш со представата, одиш на факултет, традиционално викаат трубачи, и нештото трае до рани утрински часови. Денови, бога ми. Јас мислам дека дента или ден претходно, не ми текно сега точно, ми се јавуваат за кастинг. Во моментот кога правиш дипломска, ништо друго не е важно, освен дипломската. Само реков добро во ред, го научив текстот, немаше премногу, и утре дента, после тој мамурен ден, многу мамурен ден, бев втора смена на работа, бидејќи работив во кафеч. У Гарсон? Во Гарсон, 4 години. Што збориш? Па дали знаеш колку луѓе вака доаѓале ми имаш служен? Да, тоа е еден друг свет мој од 12 години стаж, ке збориме за тоа. Сакам да кажам дека измеѓу требаше да идам на кастинг и бидејќи бев така малце, не бев малце, него бев мамурна, сега да не се лажеме. Го немаш притисокот кога идеш на кастинг. Обично си некако слободен од нешто, ти се одам и ајде да го завршам некако ова. После 2 дена направив 7 макијата, нема да го заборавам тоа. Тој ден, да знаеш, кога имаш некоја меморија интензивно што ја памтиш. Вака на Ајнце држав 7 макијата и ми се јавува кастинг директорката и ми вика: "Шо правиш?" Макијато? Тој го кажа, викам, треба послужам една маса. Викам, може да седнеш секунда. Викам, добро, викам, ајде, зошто? Ми вика, ја доби улогата. Викам, која улога? Значи, буквално си онака не... Ми вика, за Марковски, вика, за серијата, сега шо беше на кастинг. И вака само седев со макијатата, ги оставив и стоев уместо 5 минути, не можев да се... Не знаев како да реагирам. Буквално бев избезумена. Така што во тој момент тие неколку месеци заврши мојата кариера како гостител. 3 месеци, после тоа продолжи, се разбира. Али да, мислам дека една од најбавите години во однос на кариера 2017, така ја памтам за секогаш. И 2025. Мислам во однос на мојата после дипломирање како фриленсер 2027, односно 2017-2025 ми се онака многу важни години. Тоа е многу јако, дипломираш. Дипломираш и првото нешто што го правиш е озбилен проект, значи серија, не после 3 дена онака ти вика како дека со тоа што види, ние почнавме, значи они ми се јавија после 2 дена или 3 и ние почнавме после 2 недели со проби, со припреми, со костимски, со такви работи. И почнавме на 15 јуни, дента на мојот роден ден, почнавме со На свадбата?
На свадбата, ама 2017-та. Не оваа свадба, Припремите. 2024-та, кога славевме роден ден. Така што еден од најубавите родендени и се разбира прв ден снимачки, мислам, не секогаш имаме привилегијата како глумци одма да влезеш во голем проект. Како што беше фамилија Марковски. Мислам дека добро помина таа серија. Во смисла, таа година беше добра и за домашни продукции, не беше само фамилија Марковски, него беше и на терапија, беше Инсайдер. Се појави нова сезона на Преспав. Таа Инсайдер мене ми беше многу добра серија. Супер серија беше и тоа, да. Ништо си играм, Ке нешто прашав и јас, ама чекав да... Да, Знаеш дека ќе видиш после. Знаеш дека пишти на микрофон затоа. Не бе, не го правам како Инсайдер. Ја Ако сте гледав ги гледале. на Телма и многу ми беше добра серијата и после Паја дава репризи, Паја гледав, значи многу ми се свиеше таа серија, не знам за Па добро, темата ти се допаѓала најверојатно, истражувачко новинарство, тензијата тензија. што беше у серијата ми се свиеше. Супер ми беше скроз. И иначе знам дека ме служеше ти дека после два пати имам отиден у гарсонот кој еднаш ти ме имаш служено, тоа беше после Марковски као викам на сопругата си викам девојката викам од Марковски викам шу глумеше за серија викам па викам она. Не бе, не е она. Не, добро као окей. Она е Холивута. Не, сигурно сум била јас со тој Андреката, така ви текнувам. Бев бричана. Тоа страна? Да, бев од двете страни бричана. Имаше многу девојки што ми доаѓаа после тоа, фала ти што ме охрабри. Еве јас ишав и ги гледам бричани, викам луѓе не. Ама не беше така планот, ама ајде. Чекай, што пирка ми ова. Ама не, стварно, многу убави спомени има тоа снимање. Мислам, убава екипа, режисер кој што го извади најдоброто од мене. Многу е важно да имаш режисер во кој што веруваш 100%. Така што и улогата беше прекрасна, наш се бореше против тој корумпиран систем. Научив доста работи за себе. Многу бев млада и знаеш кога ќе влезеш во еден таков голем проект, кој што огромен предизвик, многу работи ги учиш на сет, не ги учиш предходно на факултет. Леле, извини. Вака го правиме. Така да Што зборев? Се зборев. За Марковски, за проектот. За проектот, да. Дека бев многу млада, дека многу работи научив за себе и во тоа во каква глумица сакам да се развивам. И во тоа дека претходно ти на факултет го немаш тоа искуство кое што можеш да го стекнеш кога си на голем филмски сет, знаеш. Мислам се во принцип факултетот кај нас 85% е ориентиран на театар. Немаме еден предмет кој што е за филм. И немаш премногу услови за да научиш доста од технички работи, па се до не знам, од репер до светло, до кај треба да застанеш и колку тоа влијае на тоа кога градиш лик. Така да колку бев плашена, нема да го заборавам тоа. Пака срцето 200 нас режисерот вака ми колку беше смешно тоа. Снимаме прв кадар и он ми вика, завршуваме со првиот кадар и он ми вика, добра си? Викам, да, викам, зошто? Се правам дека све окей. Ми вика, не, дали ти окей, као да немаш тахикардија? Викам, па можно е, викам, малце, викам, 2-3 кафења, викам, испив заради тоа. Срцето ќе ми прснеше од колку што имав трема. Не можам да ви објаснам колку трема имав. И се он на слушалки ме слуша, онака не може да ме го слушне текстот, што јас имав ужасно забрзано срцебиење. Али нема врска, тоа со текни искуства се учи и се, али беше така. Многу убаво Не, па супер се снајде таа улога. Па затоа што и има некој кој што знае да те води, знаеш, и тоа малце влијае. Кој беше режисер на серија? Даријан Пејовски. Даријан Пејовски. Даријан Пејовски. После тоа се чекаше, да кажам, малце подолго за втора сезона или по-одма ја почнавте да ја снимате? Не, Па... почекавме 2017, ако ја снимивме 2017 ноември, мислам дека излезе и 2019 ја снимавме втора Така сезона. нешто беше. Имаше 2-3 години размер Знаеш дека меѓу не се. Да, ама сезоните. ја бара сите, ја бара као ај втора сезона која ќе Да, случи. имаше, мислам, види, тоа е петочлено типично македонско семејство кое што се соочуваше со проблеми со кои што се соочува секој македонец кај нас. Значи, доста луѓе се препознаа со темите. Мислам, јас работев
на архитектонски факултет. Најмалиот брат беше јутјубер. Знаеш, тоа во нивниот свет не знаев колку е популарно. Така да мајката нели имаше разноразни проблеми. Ако ви текнува са на серијата, не знам колку сте ја гледале. Ја гледам све имам гледано. Така Сега епизода по епизода не ми дека, ама знам за што се работи. Да, и супер екипа бевме. Мислам, добри глумци. Јас прв пат работев со озбилни глумци, тогаш бев онака Сашко Коцев ми беше партнер, Силвија Стојановска, Александра Микич. Тоа се озбилни глумци, знаеш, од кои што и да не си сигурен во што влегуваш, тука се за да ти помогнат и ти кажат вака треба или онака треба. Или нема да се секираш, се ќе биде окей. Ја имав стварно морам да признам дека целото снимање бев супер се чувствував затоа што имав луѓе кои што многу ми помогнаа да бидам смирена и да се осеќам дека не ми е прв пат. Тоа беше Тоа е многу важно. Камбекот на малиот како се каже, мали од братот серијата. твој од серијата. Абе, наше мало луѓе. Наше мало се блокира скроз. Мали, да. Тоа беше Владимир Петровиќ, да. и камбекот на малиот наше мало као. Да. После X години го видовме на телевизија, пола го позна, пола не го позна кој е дечко. Да. Добро. Не, реално за прва сезона таа серија имаше онака Dream Team. Значи стварно сериозни глумци со кои што раскажуваат сериозна приказна, што прва сезона не знаеш како ќе помине кај луѓето. Океј, Не супер. знаеш точно. Супер класична македонска фамилија која живее у станче, 5 души и се останато, ама имаше моменти на не знам, геј пар у серијата. Да се и појави тие хомосексуалност. Мислам, Да. конечно луѓе време беше да се појави една таква серија каде што се обработува таа тема. Така да, со тоа што јас можам да кажам, дека доста реакции после тоа, пак доста луѓе доаѓа и ми кажуваат дека таа серија им го променила животот, особено на луѓе кои што се геи, кои што онака имале храброст да им кажат да не видите дома дека се тоа што се. Затоа што оваа серија им помогнала, мислам, тоа е еден огромен успех. Мене лично, ако ме прашувате. Сад, мислам, ние збориме за некои табу теми во 2017 година, што е смешно. За хомосексуалност, мислам. Па прв хомосексуален пар беа од Преспав. Не знам дали беше пред или после. Мислам дека они беа крај на прва сезона беше тоа фамозното дека се прв геј пар на телевизија у серија. Не знам што беше прво. Дали беше Преспав или ама нема веза тука. Не Преспав беше од секогаш прва, да. Прво е па добро, они се први. Да. Многу интересни теми и за возрастните, ама имаше моменти усредно. Точно, различни Усредно, што се- генерации И- беа фатени. И сите имаа момент, дури постариве да видат како е усредно, пошто, окей, и сите имаат деца, ама никој не знае точно, односно нема некој усредно, не знае како е баш усредно и прилично доста беше онака убаво фатено точно како ја, например, баш тој период бев усредно, втора, трета година нешто така бев и Чекај, ти беше втора година кога излезе серијата? Чекај, трета. трета Па година. 17-та, која ти си трета си била. трета. Да. Добро, трета. супер, значи, Да, окей. Не, веројатно го сакам да кажам, Бојан, дечко кој што игра, кој што беше најмалиот брат, Знаеш дека ја не се опфатил твојата генерација, знаеш, сеќавам тоа на е... тој као изгледаше. О, го знам бе од Влаје детото, го знам. И па сега го ти што беше телефонот му беше така улогата. Ми текна. Да, Не, јутјубер беше. на ликот, ама Да. ми текна кој. Јутјубер беше, да. Мислам, стварно немав поима колку е тоа популарно тогаш во нивниот свет. Иначе, Стеван Субич е црташ на стрипови од Србија. Нема везе, црташе стрипови за DC, го црташе до Ридлер и вика не е проблем, вика, за првиот стрип ако ти направи бум. Нормално е, вика. Сакаат да го земат сите, да го купат сите, да видат за што се работи, како се работи. Да. Вториот вика, ако се продаде блиску првиот вика, ти си на успех скроз. Ека вториот е тој Да. што гледаш дали уствари си ги купил ти читателите или првиот го купиле за колку Така е. заради реда.
така да втората сезона се покажа, чим сите ја бара втора сезона, се гледаше дека на луѓето им се свија таа серија, што ако не им се свиеше, ќе немаше да бараат втора сезона, така да... Да, ама генерално мислам дека не е само тоа, мислам дека генерално недостига филмска продукција, домашни продукции кај нас, ме разбираш. Ние немаме серии. Тоа е проблемот. Тоа беше бум, некој Бран. 2017 на секоја телевизија имаше Шварма. швармата, да. Штри медбецаци. Имаше некоја македонска серија. Да, па тоа сакам да На кажам. МТВ беше Преспав, мислам, на Сител беше Терапија, на Телма беше Инсайдер, на Канал 5 беше Марковски, и не знам уште, и на Алфа мислам дека имаше некој или немаше. Не е битно. Знаеш дека не знам. А иначе со втората сезона од серијата многу добро момент се прикажа што се отиде на сосема други проблеми кои што ги има фамилиите, не знам, коцка, кредити. Да, се совржени. Да, Тоа беше исто една доста пипава тема. многу сериозно и со 2 сезони заврши серијата. Да. Штета. Кај е третата? Отидовте на пат, ама кај е третата? Кај е третата? Сега можеме ние да ги играме мајката и таткото. Ја можам да бидам мајката, така да многу време помина. Многу време. Микич дедо таман. Микич дедо, да. Да. Не го гледаш Микич шак игра. Доста му е борд геймови, шак само игра. Така, да. Да, мислам дека прва сезона беше така доста повеќе многу повеќе ја сака од втора. Па нешто ново им беше, да кажем. Ама пак у тие серии, па некако избид, тоа ми е некако... Зашто го нема па Еве втор сега. бран од снимање на сериите да има. Тоа беше од... Да, еве сега се раз... Конзоли од негдели. Не може... Не беа Видела пари. дека луѓето сакаат серии, дека им фалат серии и па не се прават серии. Еве сега најверојатно ќе има некој конкурс за серии, со тоа што не е дека немаме ние сценарија, имаме. И се надевам дека ќе се отвори тој конкурс и ќе ја снимаме конечно, мислам сега види, тој конкурс не можеме ја снимаме не 5 серии, можеме ја снимаме 1 до 2, мада не верувам дека имаме за 2. Така што се надевам дека оваа година ќе можеме да се надеваме на тоа. Мислам смешно е сега кога снимав во Белград, односно претходната година, шминкеркава ми вика, леле, вика, катастрофа сме. Кам шо е работава? Нема, вика, ми откажаа, вика, сега еден проект. Вика, сега моментално, вика, се снимаат, вика, 7 серии само. Само 7 серии се снимаат. Значи, Да. со тоа што ќе нив таа хиперпродукција пред 3 години, Да. јас со мојата агентка правевме моја 37 серии на годишно ниво. Тоа од ковид период почна. 37 серии, тоа знаете што е? Плюс имаат публика, они се чуваат, мислам, си ги гледаат своите серии, киносалите се полни. Ама им се гледат, па Сара го кажа тоа. Ние имаме и јазична бариера. Ти Имаме. српската серија може да ја гледат и да разберат и у Босна и у Хрватска. Тоа е точно. Кај нас само да кажам, само ние и евентуално нешто, не знам, македонска серија до сега искочила надвор у Балкан, у Србија, у Хрватска, Па, Босна. ние фактички втора сезона на Марковски премиер имавме на Сараево. На Сараево Филм Фестивал. Така да, види се може со сабтајтълс, али Тоа се разбирам, не управа си за ова. Друго е со сабтајтл, друго е надсинхронизирано. Ама знаеш што не разбрам ја, например, на Netflix најпопуларна серија е Squid Games од Кореја. Ја таа ми се чудеа, сите ја гледав со англиски. Нема везе, окей, ама и сите ја гледаме на корејски со превод на англиски. Да. Тоа е јазик што не го разбираме. А да гледаме нешто, мислам, зборам мене да си србин, да гледаш македонски производ. Пак ќе го фаќаш моментот некој збор ќе фаќаш. Што ти пречи да гледаш со превод? Јас цело време гледам со преводи и работи. Да. И обожавам странска продукција за квалитетот, например француска продукција ми е многу убава и уживам да гледам.
Не ми е битно мене што имам французи пише од доле. Да, да, Имавме можност да идеме сега за прв пат во турски театар, да гледаме представи на Ама со турски. сабтајтл е се во турски Да. театар. И беше многу фантазија. И тука е маса проблем што ама сепак се влија и продукција кога ќе ја продаде надвор серијата. Си влие, да. Сите тие работи. Али секако сакам да кажам дека таа нивна хиперпродукција ние сме дечки светлосни години на назад од тоа. Ние е една серија, добро е една серија. Да, па затоа кажам, затоа ја цело време зборам таа 2017 година, не зборам само заради Марковски, затоа што јас бев дел од таа серија, него зборам генерално имаше домашна продукција, знаеш, имаше еден развој, онака сите бевме малце и хајпнати дека еј супер ова, знаеш, продуцираме. Мрдна Ова нешто. може да продолжи вака. Добро, Преспав успеа 5 сезони, 6 или колку успеа? Ма 8. Може. Јаче, 8 плюс една што беше на После направија спин-оф спин-офот. од Преспав, Така. Куќен притвор, Да. ако ви текнува. Да, да, да. И се вратија пак у Преспав за после. Не, Тоа беше готово. Толку беше. Не, со куќе придвор затвор. Заврши со Куќен притвор. Не се врати. Добро, ја да си Провери се. Ајде, дзирнемо, мислам дека заврши. Заврши со куѓен придвор. Тоа што имаш снимано во Белград е многу интересно за специфично за гиговски работи. Имаш снимано за Resident Evil филмот. Знаев дека ова ќе ме прашат. Пред се надвор Дурсеев да пишеш сира, Да, ми да, текна да. за убиора што кажа. Како е да си Тоест, тоа не беше реално нешто многу големо, него не испофалија толку многу филмот. И ти немаше ни некоја специфична улога, беше само nurse, една од медицинските сестри, али сепак има како Resident Evil пак продава онака. Не продава апсолутно, особено за тие хорор фанатици што го гледаат. Од кога јас од кога го постирав, Тоа е игра бај да. знам, све дознав со тоа што види, никогаш не сум била некој геймер ја во животов, освен за Counter Strike, затоа можам да кажам дека бев професионалец. Па ају петок се договараме. На времето кога имав 13 години, имаше еден култ, сигурно вие го знаете тоа, не можеш од дома да ги имаш, него одевме во Интернет кафе. фала многу, плаќаш Па и играме 10 ние сега секој петок у интернет кафе идеме Леле. и играме Counter Strike. И многу беше, не знам зашто, многу се правев важна, како што е тастатурата и на тој делот кај што се малите бројки, таму ги нели купуваш оружје, најбрза бев од сите. Демек сега купување оружје. B42, B43, B6, B84, Еј, леле колку B83. бе важно и онака прва завршував и тоа имаше мажи кои што беа као малце знаеш навредени се од кајова, а јас секој ден нема да заборавам по 10 сати идев играв Counter Strike. Буда, чули ми се ни верува дека го зборам ова. Али ја играв исто така од хорор такви игрици, Resident Evil дома со брат ми на CD, Која? на PlayStation, леле. Ке со двојката која? Kids Fight. На оној? Со Леле луѓе. Леле да. Па кецот имаш играно. не би двојката е. Или и двојка има, да. Леле кај Дали брат. беше со Лион со полицајци и идеш у полициската станица и све се дешава у полициската станица устори. У Ракун Сити. Не ти текне. Нема да се сета. Само секунда, извинувам за грешка направив. Silent Hill имаш снимано, не Resident Evil. Resident Evil играв. Да, ама за А филмот... ти кажа преска... Да, за филмот Resident Аха. Evil. таков. Да. Него сакам да кажам дека најблиску до такви хорор игрици ја имам играно Resident Evil. Сега, снимањево беше супер, со тоа што ја не бев ништо премногу возбудена дека ќе снимам Silent Hill. Она што ми беше возбудливо е дека повеќе беше физички отколку актерски предизвик. Зошто? Лицата ни не се гледаат, тоа го знаете вие подобро од мене. Носевме силиконски маски и протетика. Мислам, тоа беа луѓе, не може, мислам дека вака цел ден по 12 до 15 сати со силиконските маски, сакав да вака да извадам све од мене. Плюс имаш костими кои што се од силикон. И се они се специфични по начинот на движење и тоа се. Исто така бевме во штикли. Неподносливо беше во смисла на снимање. Но она што беше возбудливо за мене е дека никогаш претходно не сум била дел од една толку голема холивудска б-продукција
онакво студио огромно со 120 до 150 луѓе кои што работат внатре. Значи јас кога влегував во костим и шминка, мислам дека само таму имаше 30 луѓе, со тоа што јас имав двајца кои што се грижат за протетиката и силиконот, еден кој што се грижи за како се вика за шминка. И онака влегувам во тоа студио не можеш да се разминеш од луѓе кои што имаат, например, не знам, еден е кој што работи директорот на фотографија има уште 10 луѓе позади него, камераоператори кои што дали е грип, дали е било што. Така да во однос на тоа бев малце као вау, како мало дете малце, затоа што ми беше возбудливо се. Немав контакт толку со режисерот, повеќе бев со кореографот, со кој што имавме 2 недели проби пред да одиме на тоа снимање. Он беше фактички задолжен за нас, за тие nurses. Ја бев единствената актерка, останатите беа 20 балерини. Чекај, имаше ли кастинг за тоа се пријави? Као се пријави? Имаше кастинг, да. Стигна до Имаше тоа, кастинг, така? да, јас одма почнав од снимањето. Кастингот, ми се јави еден режисер кој што е фактички кастинг директор во Србија. Ми прати, како се вика, инструкции што треба да правам за кастингот. Требаше да се движам како зомби, се разбира. Мислам, толку едноставно кастингот го правев со Сара Климовска. Фала ти. Се разбира. Она е супер за движење. Незиното тело е онака освестено за Го тоа. сватив тоа у You Won't Be Alone. Ма не само Со прстите, со се, она толку добро го прави тоа. Не го гледав, срам да И она ми кажа, види, не можам ти помогнам за ова. Ти мораш сама да дојдеш до прекршување на тело и тоа се. Се разбира дека се изглупиравме. Мислам, ако не се изглупираш на нештото, нема да го направиш до крај. Така да направивме неколку тейка, го снимивме во, не знам, 2-3 пати и само го пратив. Бев кој, ајде, добро, окей. Мислам, не е дека нешто премногу очекував или премногу сакав. И после недела дена ми се јави и ми рекоа дека ме сака да бидам дел од нивниот тим. Добро, отидов таму, во Србија беа пробите. 2 недели имавме проби со еден италијански режисер, не знам дали го знаете, Shape of Water. Да. Он е кореограф на тој филм. Мислам, понаков баше... Del Toro. Да. И е супер, мислам, супер работевме со него, само што не очекував дека ќе се најдам во сала полно со балерини. Ја бев единствената актерка таму, која што, како да ви кажам, јас и балерините самото по себе е смешно. Чекај се, ја да ви покажам. Јас да ви покажам како. Као се прави. Да, ама јас повеќе се задржав, знаеш, како ти за да го направиш тоа движење, сепак треба да постои некаква емоција, знаеш, треба да си во некаква одредена состојба. Затоа што не можеш поинаку, не можам да работам само со тело, мора да има нешто во мене за да можам да го направам тоа. Така да пак ја кажам, не беше некој сега голем актерски предизвик. Она што можам да го кажам е дека беше забавно што снимавме во Минхен, во студио, снимањето се одвиваше и во Србија и во Германија. Со тоа што мислам дека 70% беше и во Србија, затоа што ефтина работна снага, ефтина работна сила и поевтино има да снимаат во Србија него ли било каде. Тоа мислам дека и француска некако И француска копродукција има, да. И никогаш не го изгледа филмот, се разбира. Слушнав дека имало лоши критики. Не знам дали сакам да го гледам, никогаш не сум ни била фан на зомби филмови, освен можеби на Дени Бојел, така беше? 28 дена подоцна. Да. И сега после што тоа направи имаше- 28 години подоцна. Имаше 28 дена, 28 недели, 28 месеци и сега 28 години. Значи, Да. И се има уште еден Истерата. спин-оф што се вика School Island нешто. Ама тоа беше супер. Тоа беше супер. Ја Тоа ги беше избиџав сите три кои излезе третиот. Значи целиот процес на тие филмови. Првиот е сниман со најбезик камерче, вториот е сниман нешто слично така, последниот е сниман само со iPhone-и. Не па. Кога сакаш нешто да правиш како ние што го правиме ова, затоа имаме светла, погреди колку е цена на светла што ги имаме овие. Претпоставувам не е многу, Слободно, погреди ќе биде шокиран. не знам, 50 евра? 230 денари. 240. 200, извини. Од 100 комак. Што збори тоа? И па ете, Едам стварно може.
тока ме гледам рефлектор. Му звонам, ало. Викам, бедни рефлекторчиња гледам, викам, у стокава 240 денари, да зеам две. Земи ми вика, ај ќе пробам. Супер искочи, ја. 2 сезони стеравме со нив. Па да, нормално. Само се доплатевме за кабел, што треба да биде подолг, пошто е толку вака за струја. Но ги користат на градилиште и Да. али мора да земе нешто подобро. Што сака да те прашам јас? Кога дое Тин Камп, ти беше пред Silent Hill, така? Да. Не, дечки, Silent Hill го снимав 2023. А ти- 2023 го снимав вака. Чеке, полека. 2023 го снимав, излезе сега, така 2026 искочи Да. филмот. Да, он ми прати фотка. Значи им требаше сега доста време да го направат во постпродукција, се разбира, затоа што А Тин Камп е 24-та? Тин Камп снимав 2 сезони. 2020 и... Чекај. 2023 и 2024. Значи ти 2023 снимав втора сезона Тин Камп. 2024 снимав трета сезона Тин Камп. Аха, значи ти Silent Hill ти е измеѓу прва и втора сезона, така му. Да, Silent Hill е истата година кога снимав втора сезона Тин Камп. Само што Silent Hill го снимавме во март или април, а Тин Камп се снима обично летно време, август. Да. Многу јако за Silent Hill он ми праќа фотка. Значи одма препознавме дека е Nurse, пошто тоа е така Не знам кој го Nurse. објави тоа. Јас постирав на Инстаграм. Фала ви за тоа, затоа што никој не, мислам не дека ја очекував, него чисто фино е да се објави за Тоа беше објавено на ГГ, на ГТМК и јас сум Така е. и таму плюс новинар, дел со Горац што е ГГМК. така е. И одма он чим ми прати го Видим објави. дека ми искачаш и гледам викам, а ја баш у тој момент ја играв Silent Hill двојката со нрсовите и му прахим викам, види викам Тамара викам глумела у Silent Hill и он оке вика чекај да напишам една статија. Не прво видов на IMDb дали Да. што се деша, како се деша, пише. Дали е релевантно Да, ова да. или налаже сите? Да. Не, прво ме интересува дали е стварно Nurse со Silent Hill, дали се прави Silent Hill филм. Сега дека се прави филм, актери пишува дека ти си Nurse и одма објавување, тоа доста широко екшели има и како многу луѓе го споделија. Да, и многу на Инстаграм. американци ми пиша инаку после тој пост. Многу, накако во еден момент отидов во Friend Requests, ме покануваа на некои хорор заедници. Не, многу чудно. Има. Има. Ти можеш на Комикон да идеш да даваш ти до автограми, слободно можеш. Ме повикаа на некој, како се вика тоа, некако Scary House, за да бидам гостин Haunted Houses. во Висконсин. Само го изигнорирав, тоа бев кон не. Haunted Houses нешто. Као Haunted House, да, Haunted фала ти House, така, да. Scary House, Тамар. Е, Да. Зашо е тоа било? Чичинг. Затоа што виза, мислам тоа све. Но нема ти платат оно да? Ја Не прашав. Не да ми кажат Никогаш не прашав. Одма ќе платат. Ќе дојдам, иначе И бизнес клас се површи бизнес клас. И Не се заебавам, озбилен сум. морам и ова да го кажам, добив едно видео од еден американец, кој што ми прати како се движи како nurse. И ми пиша, do you like it? Вака седев го гледав и само реше, delete. I don't. Луѓе се движеше како nurse. А обличен? Не. Така, во темно цело све беше. Не, мислам не е обличен. Не облечен како nurse, ама така у некои тесни фармерки и имаше на лицето Завој нешто? па како марама некоја на очите. Да. Бетмен, као Робин. И па толку си го нашла. Сори, да. И во видеото кажа на крај, do you like it? Малце беше крипи, морам да признам. Сакам да кажам, имаше доста такви сумљиви пораки у Friend Request. Не, има ни светов, има многу хорор заедници. Има.
И кај нас има, ама е специфично за хорор филмови, ама се споделуваат филмови. Ама во Америка има онака Да, бе, тоа се мрднати. епски мрднати. Да, фанатици Со онака, прање ритуали, со- И тие haunted houses, малце ми е, знаеш, не сум, малце сум скептична. Сега не сум доволно сигурна дека сакам да бидам дел од тоа. Во Висконсин, од кај да знам. Се враќам без еден бубрек. Не знам, Да. не знам. Да, не виде Haunted of Hill House на Греймски. Не знам, кај нас во регионот, кај има најблиско такво? Има ли? Абе, имаше во Србија. Скопје, Имаше. во Скопје имаше дојде на времето Луна парк 1 со куќата на стравот. Да. Имаше и се Да. тоа за прв пат дојде у Скопје брод онаков Баунти се викаше и се возев и плачев тогаш. Дека ми беше срам дека не Мало, да. И искочев онака у солзи цел што ми се дешава, адреналин за прв пат у животот, ја осетив тукав. И знам дека и имаше куќата на стравот, сакав да влезам у неа, ама мајка ми каже, Не може. брат ти може ако сака да иде, ти не можеш. И Брат, и кој го брат ми чак што ми хиснам дека се сложили и не отиде. Да. Тоа е брат бе. Да, сега го качев маринја лето, Сидни го качев на брод Баунти, добро издржа, не плачеше. Не бил пуси како тебе. Да, па тогаш и за прв пат дојде и рачиње на оние зафаќање на кукли у Скопје немаше. Тоа беше кај Веро Джамбо сега, да. Таму. Да. Многу одамна тоа. Многу одамна. И од тогаш тоа беше прв и последен пат да дојде некој Луна. Освен овие сега кај Борис Трајковски што Да. секоја година доаѓаат и секоја година ги затварат само што ги се наместат се и доаѓаат тика дечки, ај собирајте се терете. Не бе, он не беше само во аеродром, кај Давор. Зимзо Аз тоа тоа. зимзо. Добро. Ова е летно лен. Летно летно. Да. Така да не. Имаше исто така уште еден критериум дека треба да бидам облечена исто како што сум била во филмот. Апсолутно. Апсолутно не. Во тој Haunted House. Не, дечки, не. Мислам. Јас сум гледал на видеа, тоа ептен е хорор, онака ненормален хорор е. Има едни смешни. Има едни смешни. За кои ги зборите? Абе што те бркаат, што ти искачаат. Елен Дедженерес што го пушташе камерманот, мури па од сите страни, ау, джабу. Ама овде си брат од темница и Овде су темница, да. Ама си Прво го темница. најдеш. Јас треба да плашам луѓе таму, не? Да. да, па тоа е проблем. Не, искам да го правам. Не ќе псува да се бавам. Ја гледам многу смешни видеа, луѓе како почнуваат да се тепаат со тие внатрешни. Бам, бокси, не си продолжуваат И си. замисли дека ти бавне бокс. А ти со пластичен нож го бркаш и он Се вади Не од би паметни, сакала. па бокси си Не би сакала. продолжуваат. па не знам колку пари да те дава, тоа немој го прави. А има едни други, да те бркаат тоа у Haunted House-от и влегуваат у соба, му затвораат вратата, го заклучуваат. Тоа што ти брка и овие си бега. Абе, има уствари Добро, да. човекот бега позади него го бркат и му се крие као ту дупка некоја човеков и страшилово. Да. Проаѓа и овој од позади го иде. Ва, го плати овој. Супер, прекрасно име. Така да знаеш, ако идеш у Ништо. идеш у Мичиген, Винсконсин. у Висконси, иди у таа Не знам кај во искуство. Не, дечки, фала многу на советите, ама у не. Тексас сигурно. Тексас? Не знам. Howdy, so this Ако Али секако мислите не. дека знам географија, нула сум географија. So this is the hand house with here in Wisconsin. А чекај, вие го гледавте? Silent Hill. Да, не зборам сега за овој. За овој слушнав дека не е добар за претходниот. Ми го фалеа. Лади. Ја не ми го фалеше, дека бил многу добар еден пријател, знаеш? Знам дека игрицата е доведена до перфекција. Да. Сега не знам каков е филмот, го немам гледано никогаш. Го немам гледано ни ја, така да не знам. Ја од филмов ти кај што глумиш имам слушнал нешто дека крајот е многу чудно направен, као не е баш како што треба да биде направен, ама не сум сигурен за... Не знам колку можеш на Silent Hill крајот да го погодиш дека Silent Hill
И играта има 6-7 краја. Добро, ова не е никаков. Што се Зависи случува од на тоа крајот? зависи као си играл, таков крај ќе имаш. Аха. Добро, сваќам. Значи 6-7 краја ги има. 6-7 као верзии Сваќам. за крај. Така да не може да Тебе чувам за крај. Како е крајот на играта? Кажи му, кој период се снима Мими? Кој? Што? Мими. 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 Ова Ја пак. мините Кој? слушам към мини. Кој? Што? Не, мини го слушам към мини. Ова ме потете кога ти се на телефон, Тамара на Мими, телефон. мими. Кој? Кој? Ала Сара, ти си... Да, на ате слушнав некој име, Мими. човек. Мими е 2020 го снимавме. Значи, Ковид, пука е. Ковид, така е. Многу Не некој... најако пушта. Многу јако гледав слики од снимањето, сите маски. Значи, Сите бевме сите маска врз маска на маска. Види, ние, првиот филм што се снимаше во време на Ковид беше преекспонирано на Елеонора Венинова. Таму игра Сара Климовска, се разбира. А вториот беше Мими. Со тоа што закажавме снимање, да речеме, не знам сега датум да не зборам на памет, 12 ноември. И Наталија Теодосиева треба да има проба со Сашко Коцев. И стигаат резултати од ковид, Позитивно. она фаќа ковид, или колку бевме 14 дена во изолација? 20 дена бе, како че... Прво беше 20 па 20 дена бе, 14. 20. Не, искочи од стан со 3 месечно... Бе, 20 дена, знаеш што беше тоа дома? Првите април, мај беа Среќа што не 20. се поколјавме. Да. Епа се помести снимањето, мислам дека толку за 14 или 20 дена. Али во однос на снимање тоа беше чудно е луѓе да снимаш со маски, не знам како да кажам, самиот филм сам по себе не знам како малце како надвор од реалноста си. Не знаеш што ти се случува, пошто ние сме малце како комуна. И така на некоја дистанца бевме сите, знаеш, малце уплашени. Тогаш беше, мислам дека вториот оној пик, ама пик, кога имаше доста заразени. И бевме уплашени, сега да не се лажеме, затоа што уште не знаевме кој се, знаеш, што може ти направи тоа, кои се симптомите, кои се последиците од тоа, плюс е снимање. Не да Боже ако фатиш што правиме. Мислам, ние како глумци особено многу се чувавме, затоа што на сред снимање ако те фати, немаш друга опција, мораш да се изолираш 14 дена. А филм е скапа играчка, мислам, мора да се снима секој ден. Така да Имаше момент на сечи, пу, маската. цело време. Цело време, ја и Наталија ватевме маски пред снимање и после снимање, како викаат, стоп кадар, се враќаат маските. Сите, цела екипа беа со тоа што ние бевме малце окей. Од време на време ги тргавме маските, јас и Наталија. Сите статисти, тоа беше што многу смешно ако снимаме во кафич или во дискотека. Сите сме со маски, во еден момент почнува акција, сите вадат маски, ги ставаат од джеп и демек се џускаат, све е супер, стоп, ваќаат сите маски на нив. Особено затворена просторија, интериер се правиме муавет, а не па Чекај, ма тоа ќе има 5 години. Пред 5 години, 6 години се реши правиме. Да. 2020 март почна, Да, 2021 исто беше сумњива година. најсумњава. Да, и 22 више се олабави се. Така е. Јас знам дека ни свет се снимаа многу и серии филмови, мислам, серии специфично, кои што луѓето се беа со маски. Као целото сценарио беше поврзано дека мора маска да има. Да. А па пис... Тоа беа протокол е тоа, Да. мораше. Има Peacemaker е снимана за време на ковид. Да. И као нака и гледаш као глумците и позадини нема човек нема да претрча. Чудно ме разбираш онака се глуми све а да статисти немаш. Да ти пунат. И као Ситком дека што ми е бе чудно у серијала и кога дознав дека викам дека ковид се снимала и ради тоа. Затоа Не може живо Ма да пиле. имаше, мислам дека сега во Мими имам фатено сцени, например екстериери кога не се договорени статисти, него буквално поминуваат луѓе и ги гледаш онака со маски Ма добро. на улица, така да од старт е јасно дека е сниман филмот Во Кина. Во Кина дека е снимам филмот, во Вухан. Уште има бе луѓе
луѓе што кod влага се ставаат маски. Добро, треба сега да се научиме заштити, нешто да. од ковидов. Мислам дека е апсолутно важно да се носат маски, особено сега ако работам јас на одреден сет и ако не се чувствувам добро, стварно не е окей да ги заразам другите луѓе, дали е ковид или не е ковид, стварно е окей да се стави маска. Не, у канцеларија например си имаме такво правило. Ако не ти е добро, стави се маска сега. Да не правиме фрки. Апсолутно. Да. Само што не научивме ништо од ковидов, али ајде нема вeze. Очигледно да, само Само ништо 6 не само 6 научив. години помина. Само 6 години помина. Треба уште еден ковид. Уште малце ќе славиме 10 години ковид. Што ќе се деси од 2030? Не Не знам, дека бе. ќе се слави тоа, жими се ти кажувам. Ја ковидот најубаво си го поминав, значи не знаеш колку геймов, ама не знаеш све. Ако у ден има 24 сати, 20 сати, Имаше? ма нема што да правиш друго. Ја гледав филмови доста. Многу гледав филмови тој период и серии. Особено се заљубив у црно-бели, онака 50-60 изгледав доста. Ама The ми треба- Twilight Zone. Многу ми беше убаво. Затоа што ја имам еден проблем. Јас сум социјален тип. Во принцип, не, знаеш, кога ќе треба да затворат, таква анксиозност почнав да развивам. Имав потреба да излегувам се до полицејски час. Или полицејски час. И трчаш накаде дома. И после се враќаш. Уи, уи, уи. Ама мораш некако психички да мораш некако си стабилен од целото тоа. Мислам дека паднавме сите малце. Што немавме вентил. Јас за себе зборам дека сум социјална во принцип многу и екстроверт и онака ми требаа луѓе. Али си најдов некој таков вентил на гледање филмови и серии, онака и дури сум благодарна онака што баш тие 2 години си ги посветив на едукација. Ја Катан играв. Не знам, си играл во Катан. Ако почнеш да играш, нема крај. Мене ми е страв да почнам да играм игрици. Не, друштвена игра. Ова е борд гейм. Друштвена е. board Леле, game. мислев за вака. О, борд гейм. И влагаш и нема после као да ти кажам секој празен простор гледаш као дај да свртиме една Катан па ќе продолжиме. Не. Со овчички, Много со е добра. дрвца, Со мењање, со градење, со патчиња Ето е супер. праење, со значи е мене таа си ја купи баш за ковидот, за Да, тројца монстер. до четворица може да играат. Ама си најавја правила на интернет за двајца као може да игра, за да можеме дома да играме со жена. Сваќам. И играта е врв. Тука е добро што кај нас се организира и национално првенство кое што победникот оди на светско првенство. До тој степен е популарна. Мислам, у света најпопуларна друштвена игра. Од 95-та мислам. Така нешто, 90-ти. Не сум некој, не играм баш И јас нешто не играм многу друштвени друштвени игри. Али Александар Микич Не, Беше на не, гости. не. Не беше на гости. ви беше на гости? Да, втора си. Па онда џабе све. Си го знаеме, си го И знаеме. тоа за време на фамилија Марковски, тоа ми беше најубавиот период со него. Измеѓу сцени, он нема сцена, ја немам сцена. Носи, Гепек имаше 10 игри. И ќе ни донесе една, ајде. И седнуваме и играме на секоја пауза. Ма знаеш како ига? Преубава. Да ме ќе му кажеш, абе земе некоја игра кире, може. Не знаев која ја земав 4 кеси. Може Да, 4 кеси доаја онака и не знам. Да, да. Вика дека има преку 100 што не се ни отворени. Значи тоа е... Многу да. Mi се свија како летаме со темиве, добро? Така, Само па гледам ти и кажав дека немаме Ја во баш. еден момент заборев дека сум на подкаст, дечки. Само го ниче сум аз со Ја време. најискрено ве заборев дека сум на подкаст, така да добрата атмосфера му. Сара Климовска ќе почне пред представата. А кога е саат? И 7:35. 4:35. Супер, може. тамам. Каква Сара бе, дај да си правиме муабет, супер. Утре има премиера. Не, супер ова чувство кога стварно вака си правиш муабет и апсолутно забораваш дека има тука некоја камера што те снима. Овие светла во 230 денари. Така да, 240. извини. Да. И ги подценив. јаки се, Тин Камп, што зборевме, да. Треба да раскажам за Тин Камп? Ја тоа немам гледано. Ја нешто јам гледал. Пробаш тоа, искуство. Знаеш што, едно време мотава многу ме потсети на златното време на А1. Каде што од Сабајле се дава емисии за деца. На 11-12 до 1 идеше Тинкам за тинеџери. Колкави деца имаш, ти извини? 6 и 3. Значи малечки се. Малечки се за Тинкам, Никако. пони
Ти има нинџа желки за нив. Дајте музика. Биби Боби вајда. Буквождер ни е врв дома. Буквождер тоа сега почна, така е. Дури ја го гледам, многу е квалитетно, многу. Само многу ми се кратки, 5 минути е епизода, Петко, па не се до петко уште. Не Брзо знам. трчковски, 5. али Биби Боби се. О, тие ги пројавме, ги издегустирав тие 2 пати за Биби и Боби, тоа да не правиме муабет. Сигурно. Све имаме до дома од Биби и од Боби. Дури Биби им си има јавено. Да, им прати А Тин Камп мислам дека опфаќа Тинеџери. тинеџери. Основно према средно, нешто така. Па да, помали. Rebel the Way. Rebel the way. Па тоа е, таа група на возраст. Сега кога требаше да работам на овој филмов кај што зборам на шпански, ги пуштам пак Rebel the Way. Ја туку бев обседната со Rebel the Way, тоа не мислам дека све имав дома од нив, како што твоеве деца имаат од Биби Боби, а така имав од Rebel the Way, од албум со слиги со све. Абе, чекав да дојде 10 саат да идам на семафори да купам весник Дневник. Дека имаше сликичка од Rebel the Way у весникот, Дневник ли беше или не знам што весник беше. Сликичка и имаше дека весниците идеа као сите ги собираат. Со тоа што она што беше многу прекрасно у тоа време е дека чекаш да дојде вторник 7 сат за да гледаш епизода, затоа што немаш поинаку како. Нема Netflix, нема ништо. Не може да го вратиш. И тој ден ништо друго не постои. Ја дома се сеќам со брат ми, он ме чека. Ја завршувам со школа. Мајка ми и татко ми веќе знаат дека почнува епизода. Сите заедно фамилиарно пуштаме на телевизија до даска вака тоа и гледаме. Неверојатно. Метак у школа сум каснал по 10 Сум минути, каснала и јас. по 15 за Rebel the Way. Обавезно. Чекај, која генерација си ти? 89. Аха, окей, добро. Окей. Фате сето и Дивиот ангел го фати. Не, па И добро, све ние тоа. сме растени на шпански серии. Да, Ние сме Касандра. Сакам- Не се дишеше дома. Лелека, Касандра, так. Штама. Полициски час. полициски час. Така е. Полициски час беше со Касандра. Ама сакам да кажам сега кога ги пушти в Rebel the Way, на овие години, Не. Така не. многу ми инфантилно, не можам. Едноставно не можам, затоа и Тин Камп што преме муабете за таа одредена генерација на луѓе кои што си го гледаат нормално. Мене многу сега прича за Касандра, кога донирале луѓе крв. И Да, бе, која погоди Ранду, тоа ми текна како вчера да беше. Ја погоди Ранду со нож Касандра и следниот ден имаше по болници Кај ти луѓе текна? донира крв за Касандра. Не, луѓе донираа крв. Значи како да ви кажам, и после сакате ви од нас корона да ни напредиш, нема ни напредиш корона, како донираме крв за Касандра, да остане жива. ама имаше неколку, ама не ги знам што беа моментите. Луѓе што Имаше правеле. едно со хеликоптер слетува на Не, тоа кога на дојде стадион. Не бе, добро, тоа го кога дојде. напунија цел стадион и беа мафта као Тито и Јованко од кола. Јованке даше. Тоа беше хитиште, човече, Касандра. Сликички, мастики со сликички Касандра имаше. Мастики со слегички Касандра. Како да ви кажам? Не знам, тоа феномен беше. Донирање крв, ovo е јако. Тоа со донирањето е кјути. И не знам кој ми кажа дека бил на Касандра на пречек на стадион. Некој од гостиве што не беа ни кажа као и јас со баба ми или со мајка ми бев на. Ма сите бевме, јас Не, не, јас мене Ја се. не бев. Ја немав таа привилегија да видам на стадион. мислам дека- Гледав од дом Не на живо стадион. Не, надвор од стадион ме носеше мајка ми. Абе, о стадион. Не можев да влезам јас внатре, него од надвор да седим и да незиното присуство да го чувствувам поблизу. Тоа ја гледав, Леле, луѓе. уживо пренос на тоа имаше. Дома. Да. На МТВ. Погреб на принцес Дајана и Касандра из Скопје. Тоа е. Тоа е. И Мајкл Джексон ако искочил нешто. Касандра, човече. У Скопје. Али Тин Камп реално имаше доста голема популарност прва, втора сезона кај децава. Особено вие што се главни ликови, децава са прават муавет, кои идат на концерти.
Тоа е толпа на луѓе кои што вакаат со полиција, мислам, викаат, турлаат. Абе, бевме ние на Gamefest. Абе на Евровизија беа децата на Junior Eurovision. Не беа они, Не. дајте музика беа. Дајте, ама добри добро и децава они. сео дајте Да. музика фактички. Децава се од Green Forces, така им се викаше. Иначе да, на Gamefest прехвани, Да. прехвани, има Не, ова го имам, лани му дојде, дека не. лани прехвани, Да. 24-та. Да. У Изге се одржува, деца имаат настап, ја пеат евровизиската песна уште некоја. Абе, не знам, Майкл Джексон беше тоа. Значи, вака беше. Децата ќе ги земат со обезбедување, тргање со Да, па со тоа. све. Не може да излезат од молот луѓето. Се снимали Тин Кампушта? Не? Не знам. Мислам дека као трета сезона во еден момент Цаци Паковска, која што е Треба не завикнеме. продуцентка, сценаристка и креатор на таа серија, на Инстаграм профилот, на официјалниот Инстаграм профил на Тинкамп, се некако ги одјави, како да се збогува со фалави на сите. Така да предпоставувам дека тоа е крајот. Дали во меѓувреме има нешто ново? А че као среца, имаше крај сезонот или немаше? Ниту една која сезона, ни Марковски, ни терапија, ни инсайдер, никој немаше крај. Знаеш дека има крај на, знаеш дека е крај на сезоната кога ќе се здружат сите кога знаеш дека има причи по и понатам. Да не беше као петта епизоди толку као да кажам без крај да беше. Те разбирам, да, немаше она таква идеја никогаш да биде ова последната сезона, трета. Сигурна сум дека сакала да се дали прашање на буџет, дали прашање на можеби се средства, можеби не знам што е. Само знам дека го објави тоа. Сега, дали во меѓувреме се направила некаква промена, не би можела да знам. Али ако ја викнете, ќе ви каже најверојатно на Следна гостинка е Цаци Паковска. Една сезона, да. ете. Имаше две прашања. Спомна приветска шпанска серија. Ќе паса? Ќе паса. Ќе паса? За кого, за што? Колку смееш да збориш за тоа? Па не премногу. Телевизија презента. Телевизија пресент. Ќе го има ли тоа кај тебе на серијата? Ми амор. Ако нешто сум сакала во животот да ми се исполни да зборам на шпански некогаш. Со тоа што фактички беше ај вака, ќе почнам на кратко, само не можам премногу да зборувам за материјалот, затоа што уште не е излезено. Ми праќаат кастинг од Србија. Една од главните улоги е аргентинка. Она што го знам во моментот е дека се снима филм и серија, бидејќи србите многу често го прават тоа, од филм прават и серија. Немав премногу информации, само знаев дека ликот кој што треба да го снимам е аргентинка и дека станува збор за Благоje Јововиќ и убиството на Анте Павелич. Не знам колку имате слушнато сега за таа приказна во време на НДХ, на независна држава Хрватска. Председател е Анте Павелич, односно балканскиот Хитлер, и Благоje Јововиќ прави атентат, губива после Втора светска војна, мислам не после Втора светска војна, или после Втора светска војна одат сите во Јужна Америка, сите фашисти, усташи, тоа се. И он после не знам таму колку години го убива. Така да у принцип е една биографска прича, ама е шпиунски трилер. Ова го дознавам после некое време. Јас треба да правам кастинг за жената на Благоje Јововиќ, кој што после Втора светска војна запознава во Аргентина. И се разбира, го погледнав тој кастинг и бев, нема шанси ова да го добиам. Повторно тој притисок што го зборев, што ви го кажав од преска, се ослободив од тоа дека сега на шпански, сега од сите таму што ќе прават кастинг, особено во Србија, кај што исто така, знаеш, многу е поголема конкуренцијата. Едноставно знаев дека нема да се случи и повторно кастингот го правев со Сара Климовска. така е. Кој друг како не? Сара Климовска. Така е. Она што е добро за сите овие са серии што ги зборевме до пред малце, ние стварно имаме познавање на
од шпански јазик. Јас знам да зборам на шпански. Во смисла сега не е тоа нешто, не е германски, ама изговорот не ми беше толку тежок да го совладам. Го направив кастингот. После помина доста време, помина 3 недели. Заборавив на кастингот. Ми се јавува агентката, ми звони и ми вика, што правиш? Ништо, викам, беа по дома, кога мијам садови, пак нешто слично со макијатото, само дома бев. Ми вика, ја прочита пораката што ти ја пратив? Скриншотот, вика, на WhatsApp. Викам, не. Ај, вика, прочитай го, па јави ми се, добро. И во скриншотот на WhatsApp пишува Тамара Ристоска и е Глади. Глади е ликот, фактички, аргентинка беше играм. Сега како читам тоа, мислам дека некој скем, дека некој ме зајабава, викам, нема шанси. И звонам, викам, си озбилна? Каже, Тамара, добила си улогу, као шта ти е? Со урлање, со вриштање, со се, со славење, 3 дена после тоа, малце после тоа заглавив во болница, од што премногу славев, али нема везе. И тука почна таа приказна, они веќе беа во подготовка на снимањето, траеше 6 месеци. И они ми рекоа дека планираа да снимаат во Аргентина, во Буенос Ајрес. Тоа беше уште една голема вест која што ми беше тешко да ја прифатам и примам. Али 3 дена после тоа. Со тоа што они па не можев, не премногу беше. Прво ми беше премногу затоа што не очекував дека толку голем кастинг ќе добијам, знаеш. Тоа е прво. Второ, го играм на аргентински. Трето, снимаме во Аргентина. Мислам, и предобро за да биде вистини тоа. Први ми кажаа дека ќе снимаме месец дена, после тоа се сведе на 3 недели, на крај се сведе на 2. Затоа што продукцијски беше навистина многу скапа, особено со инфлацијата таму, не можам да ви објаснам колку е скапа Аргентина. Во февруари отидовме, леле колку убаво време беше тоа. Од 2025-та, ја бев претходно на Берлинале Таленц, на еден фестивал во, знаете, претпоставам, на Берлински филмски фестивал, каде што беше минус 10. Дојдов во Скопје, куферот си го препакував со топли јалишта. И знаете што во Аргентина беше 35 степени, еден температурен шок ми се деси. Утре дента патував за Белград, од Белград Франкфурт, Буенос Ајрес. 20 сати лет. Многу, 24. Со тоа што дента претходно се вратив од Берлин. И стигам таму после 24 сати. И одиме да си ги земеме куферите. Куферот го нема, стандард. Мојот куфер го нема. Стандард му гавете. Добро, бе, викам, од сите луѓе, викам, баби, како, викам, мене можеше, викам, ова да ми се случи. Побудалев готово. Маце не ми беше јасно кај се наоѓам, што ми се случува. Маце, знаеш, 24 сати лет, сај куферот, као не требаше вака да биде ова патување. Поинаку си го замислував ова. Така да првите денови не беше баш. Во меѓувреме, инаку не ви го кажав и тоа, имав температура за време на летот. Фатив некој, не знам, некој вирус од Берлин. И спиев 3 дена, ама спиев 3 дена. Заквана. Не можев, преуморна бев. И после, мислам дека 7-миот ден ми го најдоа куферот и ми го донесоа. Искршен цел, нема врска. Знаеш дека можеш тоа да си купуваш што ти треба ствари? Го направив, ништо не се случи. Ништо не се случи? Не, рефундира, сам требаше ми рефундираат средства, апсолутно ништо не се случи. Али нема врска, после третиот ден се беше онака како што си го замислував, стварно беше прекрасно. 30 степени, пука сонце. 35 степени. Тебе куферот ти го нема. Ја бев луѓе вака бев облечена, значи се сеќам ги имав овие фармерки, мартинкиве на мене, одозгоре имав една јакна долга за Берлин што ја земав. Тоа искачам на аеродром, вака сите ме гледаат како шуина ова. Се движам по улици, луѓе по шортс, како да ви кажам. И јас сум мартинки. Сакав да се убијам. Сакав да се самоубијам, најискрено ви кажам. Но после тоа нема врска, станам подобро. И снимањето беше прекрасно, имав доволно време и да шетам. Снимањето беше исто едно прекрасно искуство. Имавме копродукција фактички од Аргентина. Аргентинциве се прекрасни како луѓе, слични се на нас, онакви се сакаат све да ти дадат, те имаат голямо срце. Со тоа што во Аргентина ги снимавме екстериерите заради production value и кога се вративме од Аргентина,
70% од филмот е ентериери во Белград. Да, нормално. Пошто Што е нормално. да. Да нема нешто поврзано со Netflix ова? Со шпански Netflix? Не. Пошто шпански Netflix имаше доста снимано во Србија тие периоди, ама Знам, Не. знам, ама не е ова тоа. кога го на Netflix да била. Не. Да не имаш ова врска не со заборив. Леле ми летна. Ке паса гринго Не, гринго, чекај малце. Муча меморија, дали ти Да. Со каскадерството да не си пукала, Не, другата. таму у Аргентина не си пукала. Да, Ајде дојдеме на тоа. да, па дека знам дека животна жилба ти е да станеш да каскадер. Познатото видео кое што се појави во епизодата на Едно врапче ни кажа дека сакаш да си каскадер. Познатото видео кое што се појави во епизодата со Сара Климосе која што спомнав многу пати, има едно прашање од фан од неј за посам ке ти го поставам. Дека видеото ти сакаш да бидеш каскадер. Преска ми го раскажа, ама Пак да го така раскажам. да го раскажеш, можеш и пократко. Леле, таа Сара Климовска. Леле, таа Сара Климовска. Океј. Дали стварно сакаш да си каскадер? Не. Имам знам еден не. дечко рок цветно Не. рок. Не. Цвехецовски може да ти да. Фала ти, немам Само такви ќе може ли водичката таму? Да, немам такви амбиции. На кратко, long story short. И снимав една серија во Белград, се вика Константиново раскршче, тоа беше исто 2023 година. Уште не е излезена таа серија, не е важно. Играм партизанка. Дента доаѓам на сет и имам се одредено сценарио. Во тоа сценарио, односно во сцената која што требаше да ја снимам, беше диалошка, немаше ништо посебно. Но, они одлучија тој ден, мислам не тој ден, очигледно такво било снимањето, да не идат по сцени, него да одат малце, да имаат еден друг пристап на снимање. И они дента одлучија дека јас треба да пукам. Леле, сега ќе ми текне, мајко мила. Пак Имав- сака да биде каскадер. Чекај, подраматично е. Подраматична. Доаѓам на сет и доаѓа еден човек кој што е како се вика тоа преска, ти го кажа, уште не можам да го запамтам. Стампмен. Па не, овај човек е конкретно тука за оружјето. И он ми дава на мене Добро. Јасно. шмајзер. Ракувач го нарековме, ракувач. Ми дава шмајзер, ми вика дојде да пуцаш мало. Тоа го немаше во сцената. Викам како, чекај, што преме муавет. Прво ја тоа не можам да весам колку е тешко, нема врска, мислам, треба да има луѓе кои што идат, имаш доволно проби за тоа, знаеш, треба да знаеш како се движиш и кај пукаш и што правиш. Немавме време за тоа. Само ми рече ајде да видиме дали си окей. Викам добро, веќе почна адреналинот во мене да расте, се разбира. Ми го даде, знаеш, малце потпаднав затоа што не очекував дека е толку тешко. Ми вика ајде пуцај. Кажам па како где? Па видиш ово овде, кажем па да видиме, па ајде сад пуцај. Тоа како почнав. Забори да ми стави во моментот тампони. Па почна да ти свират ушите. Кога почнав да паничам, една паника кога ме фати. И само вака ме направи по рам. Супер си, ајде сад на снимање. Викам не, чекај, викам не може, ова се волку брзо да се случува. Ај узми ово ти, ја не Сега ми вика. Сега ќе да вика еден дечко, вика да ти објасни, вика кога ќе те ранат, како треба да паднеш. Тука сваќам дека јас имам контакт со мојот каскадер. И сега, значи јас сум партизанка, така. Го зимам шмајзерот во рака, сега вака најпластично да го објаснам. Треба да пукам. Во еден момент, како втор пат излегувам да пукам, од соседната страна треба да ме пукнат они мене. Јас имам фулминат кој што треба да пукне, го контролираат од друга страна. И ја некако треба да паднам и да се види тоа дека сум ранета. Добро. Сега вака теоретски звучи не многу. Перфектно. Доја каскадерот. Ми покажува како ме рануваат и како паѓам. Са неговото покажување не можам да станам овде да ви покажам затоа што тоа е само каскадер може да го направи, се разбира. Во меѓувреме го лепа тоа под костимот, фулминатот, кој што
фактички кога пука го чувствуваш како внатрешно пука, али надворешно излегува крв. И јас треба да мислам на моментот кога ќе искочам, кога ќе ми пукне ова, значи сакам да кажам мултитаскинг е малце. Мислиш на пукањето, на ова што го држиш, мислиш на ова кој ти пукне и мислиш на моментот како да паднеш. Повеќе работи се одеднаш, мислам треба да бидеш стварно концентриран во тој момент. При тоа прв пат го правам. Имаат 2 фулминати. 2 пати го снимаме ова. Немаш повеќе време, немаш проби, немаш ништо. Адреналин вака ладна пот у мене, како да е најважното нешто на светот. Го гледам Каскадеров, сконцентрирана, викам, ќе го направам исто ова. Нема врска апсолутно ништо слично не направив на него. Али така те пука адреналин, во еден момент забораваш дека снимаш, и кога ќе ти пукне тоа, кога ќе почнеш да го чувствуваш, кога ја видов крвта, се извадив од памет, пошто прв пат гледам, не очекував толку крв да прсне од сите страни. И вака спонтано ми падна шмајзерот, почна вака да паѓам, колегава доаѓа, демек ме зима, демек јас сум ранета, ме крева вака у раце, ја овој вика, режисерот вика стоп, демек заврши, ја уште сум во тоа. Викам, ми се нема десено така да се исклучам, да не знам кај се наоѓам. И доаѓам дома. И го раскажувам ова на Сара Климовска. Ама не. Доаѓаш дома, влагаш. И ти си као што влагаш, ти си више на земја. Јас сум каскадер. Многу ме пофали од сет. Јас се нема да заборам, режисерот беше како јао, супер ово радиш, кој први пут ја кажам да, да се види да е први пут наравно. Али првиот пат кога го гледав. Видеото сега. Не ми се верувам, шок сум. Не ми е добро. Треба да бидам каскадер у животот. Тоа сватив. Ај нема биеш Петар Стругар, те молам. Леле, ќе бидам каскадер. Не јади гом. Брат, јас сум за каскадер, создадена живима. Леле, луѓе морам да не слушам. Не слушам. Не ми работи во тоа. Ја првиот пат кога го гледав видеото. Кај го најдовте тоа? Како може да го најдете тоа видео? Човек, те пратам и тебе и Сара на Инстаграм. И сега ми искочи. Ах, тој Ја Инстаграм. муабетот го кажав, ја ми мислев дека на вас две вие во исти ден ви е роен ден. Дека после свадбата сватив дека Роден ден. дека ви е во исти ден ви е роден ден. И сега викам и као роден ден име на Сара и на Тамара и слики, сега ја вртам една слика, втора слика и трето видео и гледам. Седмо беше. Нема везе. Ставам ја слушалки, гледам, тука ти сакаш да си каскадер од страна, ти вика, тајма доста не јади гомна. Сара тука се гази од смеење. Не, многу бе возбудена, многу бе И знаеш кога возбудена. заврши видеото? Не слушам. Не Не слушам Ма се не слушам сопно од од патики, од тампоните. чизми, од Си способнав, да. 300 чуда. И зуи, онака мене ми зуеше до тредента. Онаков некој уши. Неверојатно е тоа чувство. И се ми беше прв пат, знаеш, ти ние немаме тоа преска, баш разговаравме на тераса дека немаш ти многу опции да снимаш ваков тип на акциони сцени, знаеш. И сега кога ќе се случат си кога ќе се случат си малце како мало детенце се радуваш. Си како леле дај шмај, ајде пак, онака бев како ја може још едном и ти ми кажува не, готово, завршивме со Нема сцена, више ајде ова. девојче, нека однесе некој. Така да малце си како мало детенце се радуваш, затоа што обично тие се филмовите што ги гледаш, а дека кај нас развиваат таков тип или снимаат такви филмови, нема. Сега да не се лажеме, така да во одбрана на мојата возбудливост, морам да кажам дека многу бев среќна. Уште само едно последно прашање поврзано со Сара Климовска. Ох. Прашање од фан е ова, односно од нејза директно. Зошто толку го сакаш нејзиниот плакар? Да правиме една пауза па да одговориш прашањето може? Не ќе убијам, тоа е една Става да почнем за 2 минути. Тоа е една друга долга приказна, каде што она за мене вели дека што влегло кај Тамара во шкаф не излегло, што не е вистина, но просто си ги работите што си ги носиме, си ги делиме. Си делиме алишта, да. Јас си ги сакам незините, повеќе од колку што она ги сакам моите, и затоа најверојатно ми го поставила тоа прашање дека ќе убијам. Рече дека све што и да ми текне,
ќе биде убиена од твоја страна, така да ова маца по-лајт изгледа, ама да, пак ќе ама она биде- знае дека за да го одговорам на ова прашање ќе треба малку повеќе да раскажам, но бидејќи немаме времето што треба да ја одам на предпремиера, Нема да идеш после ова прашање. нема после ова прашање на предпремиера, така да али да, окей. Требаше вие мене да ме прашате нешто за Сара Климовска, да кога била кажи, на подкаст. Не, кога била на подкаст, вие нешто да ме прашате, за да видам што ќе одговори. А немаше да бидам волку нежна. Следна гостинка ни е Сара Сара Климовска по Климовска. втор пат. За Сара Климовска. Не, двете. Двете. Ама една на една страна, друга на друга страна и... Да. Ама тие ништата, ама ти Може, каска може, не работи. А ние ќе јадеме од пет кичен од страни со ова. Знаеш, она Тоа е- драма. Да, пуканки. Така, Тоа е што така. много- Што радите на 11 јуни? Леле, ауф, Тоа што да снима го снимаме филмот на Сара Климовска. Сигурно ви раскаже. Што? 11 јуни, така? Да. Да. Сара Климовска снима филм. Ни А, да, кажат се дека устранство, ќе- да. Да, Мислам, не е да, сега. ќе снима. Не Не, е ќе сега. го снима незиниот краток филм. Да. Сигурно ние- зборевте за тоа. Зборевме за првиот што го снимаше у парк. Епа, да, да. А вториот би сакале ние да се појавиме. Па можеме. Онака Јас сум позади како само. кастинг директор ќе размислам ако има некоја улога за вас. Искуство имам со 4 снимени реклами и 5-6 пати Ја имам доста глумено у идење на театар и- кастинг, така да. И за малце ќе глумев у серија која што требаше да биде да се снима во Романија и требаше да биде за местните избори на Трамп од Велес, али почна ковид. Ништо. Fuck you. Ете сега Јас со имате. кастинзи си имам знам како треба да се понашам на кастинг. Не треба да се поначаш на И јас кастинг, знам. како што се така треба да се. Апсолутно, да. Тамара, фала ти премногу за Дечки, ова прекрасно Фала ви на гостување. вас. Прекрасни сте. Јас полека ќе одјавам оваа емисија, пошто Ајде. немаме доволно време, со тоа што ќе се благодарам на нашите пријатели, спонзори, другарчиња и БФФ. Само се благодарам на Бечери за вако што повторно него обезбеди овој прекрасен простор за да може да снимаме вакви прекрасни муабети и разговори подкастарски. Сакам да се благодарам на Бенто Блум Кейкс кој што ги прави најубавите мали бентоторички кои што се 20 до 4 и треба да ги нарачувате од 3 до 4 работни денови. Само се благодарам на Goblin Games, најголемата и најубавата продавница за друштвени игри. Ова спидрак ги оправам. Само да се заблагодарам на Red Bull Македонија кој што не напива со Red Bull ни дава крилја. Само се заблагодарам на Fat Kitchen и на Саци кој што ни ги предели швармите. Секој ден ги има или само четврток, петок, сабота? Од четврток, петок само. Кој што ги има четврток, петок и сабота, више 2-3 недели од кога го гледате ова. И само се заблагодарам на нашите нови партнери од Veoneo со нивниот нов и прекрасен масажер. И како што викаат на филм, сечи. Тамара, слободно. Yes. Здраво.